Добре дојдовте на Слободен печат, започнуваат вести, еве што има ново. Со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство, денеска во судницата во Идризово продолжува судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. На претходното рочиште пред судот сведочеа членови на бендот на ДНК и преживеани гости од дискотеката, кои ги опишаа настаните во ноќта на 16 март минатата година, кога во пожарот загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Постапката се води против повеќе од 30 физички и 3 правни лица за тешки дела против општата сигурност. Обвинителството покрена 3 одвоени обвиненија против вкупно 25 полициски службеници, кои ќе се разгледуваат во 3 паралелни судски постапки. Овие процеси ќе се одвиваат паралелно со главниот обвинителен акт, во кој се обвинети 35 физички лица и 3 компании. Трагедијата во скопската населба Карпош, во која згаснаа животи на мајка и дете, го отвора прашањето за сериозните пропусти на МВР за заштита од семејно насилство и повикува на одговорност, вели СДСМ. Овој случај е болен доказ за неуспех на МВР да се заштитат човечки животи. 2 години биле пријавувани случаи на семејно физичко и психичко насилство. Вкупно 12 пријави имало за сторителот, кој имал и други обвиненија и пријави. А во последниот случај кај него била пронајдена и друга. Потврли Панче Тошковски, потврли МВР, се вели во соопштението на СДСМ. Во Основниот суд во Штип започна судењето на 74-годишниот Денис Асанов, кој е обвинет дека ја киднапирал 79-годишната Борјанка Николова, со кој бил во лични блиски односи. Ја држал затворена во неговиот дом, пошто ја убил со остар предмет, а делови од незиното тело закопал во својот двор. Пред судот Асанов изјави дека не е виновен и дека воопшто не знае како се случило убиството, пренесува СДКМК. Апсолутно не, не сум го сторил кривичното дело. Да убиеш човек не е лесно, рече Асанов пред судијата. Бомба најдена во двор во Македонија. На 2 март 2026 година во Овара Кавадарци, Л.Е. 68 годишен од село Ваташа пријавил дека во дворот на викенд куќа во селото била пронајдена експлозивна направа. На местото излегол пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување од Битола, кој ја подигнал направата и утврдил дека станува збор за рачна бомба која потекнува од Првата светска војна. А еве ги и вестите од светот. Иран би можел да го нападне израелскиот нуклеарен комплекс во Димона, доколку Израел и САД се обидат да ја сменат владата во Исламската република. Иранската револуционерна гарда објави дека пред неколку часа извршила напади врз американски и израелски цели на Блискиот Исток. Во нападите биле користени ракети и беспилотни летала, а ова е одговор на американско-израелската операција што започна минатата сабота. Започна 19-тиот бран од операцијата Вистинско ветување 4. Моќните експлозии продолжуваат. Не ни е гајле колку ќе трае војната. Нема да се откажеме, вели ирански генерал. Ќе ја завршиме војната само кога ќе ги постигнеме целите, посочил тој. Се трага по уште 60 луѓе од потопениот ирански брод кај Шри-Ланка. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аркачи порача дека САД горчливо ќе зажалат за пресаданот што го поставија откако американска подморница потопи ирански воен брод покрај брегот на Шри-Ланка. Овие коментари се првата потврда од иранската влада за потонување на бродот Ирис Дена во Индискиот океан, илјадници километри од Персискиот залив. Бродот, на кој имало околу 180 луѓе, се враќал од поморска вежба во Индија, кога бил погоден со торпедо во меѓународните води близу Шри-Ланка. До сега се пронајдени 87 тела, околу 60 луѓе и натаму се водат како исчезнати, а спасени се само 32 морнари, кои се со лесни повреди префрлени во болница. Американскиот сенат го поддржа Трамп и ја отфрли резолуцијата за крај на војната во Иран. Резолуцијата, која можеше да доведе до прекин на американската војна акција, беше одбиена со 53 наспрема 47 гласови, при што доби поддршка од еден републиканец, но беше отфрлена од еден демократски сенатор.
без јасни отстапки на поведок. Министерот за одбрана на САД, Пит Хегзет, рече дека војната би можела да трае 8 недели, двојно повеќе од првичните најави на Трамп. Инцидент во Капитол. Маж протестираше против војната во Иран. На видео се гледа како кандидат за сенатор на Зелената партија извикува: "Никој не сака да се бори за Израел", додека полицајците се обидуваат да го отстранат. Сенаторот им помогна во операцијата, згрбчувајќи го 44-годишниот маж кој бил облечен во униформа на маринците. Видеото дури вклучува и звукот кршење на раката на мажот. Иран негираше дека лансирал ракета кон Турција, откако турските власти вчера објавија дека воздушната одбрана на НАТАС соборила ракета од иранско потекло додека се движела кон незиниот воздушен простор. Генерал штабот на иранските вооружени сили преку соопштение ги отфрли тврдењата за лансирање ракета. Според турското министерство за одбрана, ракетата се приближила до турскиот воздушен простор откако прелетала над Ирак и Сирија. ЕУ реагира на заканите на Трамп. Прекин на трговијата со Шпанија е закана за цела Европа. Американскиот претседател вчера ја нарече левичарската влада на Шпанија, предводена од премиерот Педро Санчес, ужасна и најави прекин на сите трговски врски, наведувајќи дека САД не сакаат да имаат ништо со Шпанија. Претседателот на Европската комисија Антонио Кочта денеска телефонски разговарал со Санчес и изразил солидарност со Шпанија. Нов момент во универзумот. Откриена е најоддалечената галаксија. Името е Медуза. Стара е 8,5 милиарди години. Астрономите открија ретка галаксија со долги гасни пипци, што нуди нов увид во развојот на универзумот во новата рана фаза. Галаксиите Медуза го добиле своето име поради специфичниот изглед, долги гасни структури што потсетуваат на пипците на Медуза. Овие структури настануваат кога галаксијата се движи низ густо космичко обкружување, при што гасот се одвлекува зад неа, создавајќи впечатлива форма. А за крај метео. Утрово најстудено е во Берово со измерени 0 степени. Најмногу снег има на Попова шапка, каде висината е 72 сантиметри. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд и со услови за изолирана појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а на места долж по Вардаријата повремено засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 11 до 17 степени. Погледнавте уште и вести, благодарам на довербата. Повеќе содржини ќе најдете на нашиот сајт.